Традиционалните занаети се пред изамирање поради нелојалната конкуренција од ефтини индустријски произведени производи. Разбирањето на пазарот, кој станува се поконкурентен, е се потешко и покомплексно. Меѓутоа, за среќа работите полека се менуваат. Изминатите 7 години, Мата работи чекор по чекор во тој правец, особено откако почна да го имплементира проектот на USAID за креативни бизниси. За подобро да ја објасниме работата на овој проект, во ова видео ќе ви покажеме што се е потребно за да се стигне од идеја до креативен производ спремен за продажба. Една од компонентите на овој проект е поврзување на креативните занаетчии со дизајнерскиот потенцијал. Тоа се случува во текот на комплексниот процес на развој на производи, кој помага да се премости јазот помеѓу производителите и пазарот. Помага да се разбере потребата за адаптирање на стари производи или потребата за создавање на нови. Процесот почнува со генерирање на идеја, која подоцна се преточува во концепт. Потоа, дизајнерите изработуваат дизајни кои ми се представуваат на занаетчиите со цел да се види дали тие може да се обработат технички и да се претворат во готови производи. Откако еден дизајн ќе биде прифатен, патот до готовиот производ продолжува во работилницата на производителите, каде заедно со дизајнерите работат на изработка на така наречени мостри или првични примероци. Наредниот елемент во активностите на проектот е маркетингот и продажбата. Дури и најдобро дизајнираниот производ не е од корист на производителите доколку за него нема пазар. Затоа, Мата става фокус на креирање на производи за локалниот пазар, како и креирање на врски на истиот. Дрвен обрач кој што е свиткан во круг, обвиткан со кожа, импрегнирана кожа, служи за давање ритм. И во многу народи и музики се употребува, но е многу традиционално за овие простори, така? Тоа е еден елемент кој што се наоѓа на камени плочи, каде што игра орецот, ќе приметите, јас го разработив. Има поголема рака и е малку искривен, но сака да каже дека е коловодецот и дека е главниот во играта и во семејството и во селото дури. Една од алатките која ја користиме во маркетингот и продажбата е Craft Art фестивалот кој се одржува секоја година пред божикните празници. Овој саем на традиционално произведени производи е исклучително успешна алатка затоа што во предпразничниот период има особено бројни можности за продавање и промовирање на производите на занаетчии. Последната фаза е секако комерцијализацијата на готовите производи, која почнува со нивното тестирање на различни промотивни и продажни настани, како што и Craft Art фестивал. Ако тестирањето на производот е успешно, се започнува со серијско производство и конечен пласман на пазар. Доколку сакате да дознаете повеќе за Мата и за проектот на USAID за креативни бизниси, или едноставно сакате да знаете како да стигнете до некои од интересните производи кои беа прикажани во ова видео, посетете на www.matacraft.org.mk.